Продолжуваме со нашите проучувања, порака за 21. век. Вечера имаме интересна тема, еден подарен ден. Време за она што е важно. Ке видиме дека во седмицата постојат 7 дена. Кој е најважниот ден во седмицата? Ке биде предмет на ова наше вечерашно проучување и размислување. На почетокот еден пример. Таму некаде во Тибет, далеко од нас, многу туристи доаѓаат, бидејќи има многу интересни работи што може да се видат. И така еден турист дошол во Тибет, радознал да посети разни манастири. Таму во брдата горе се наоѓале многу убави манастири. Меѓутоа, да се дојде до манастирот, да се влезе таму, едноставно нема патеки. Тоа се одело преку јажиња. Значи, гледате, ова илустрација, ова е брдо и овде горе има манастир. Едноставно, за да се стаса до манастирот, само преку корпа, со јаже. Значи, корпата е долу на земјата, врзана е со јаже, а горе има едно тркало, и горе има монах, и тој монах, тоа тркало го врти, и така ги туристите крева нагоре, за да може да дојдат до овдека. Значи, до овој дел и да може да уживат во таа градба. Така еден турист на својот водич му рекол, јас сакам да отидам горе, во тој манастир. О, рекол водичот, јас можам да ви помогнам во тоа, но постои само еден пат да се стаса до манастирот. Вие морате да влезете во ова корпа. Значи, во ова корпа му е покажал водичот, еве, ова е корпата, кај што мора да влезеш внатре, а корпата е поврзана со едно јаже и горе има монах кој го врти тркалото и јажето, односно го повлекува, ја повлекува корпата. И така, водичот и туристот влегле во корпата. Корпата полека почнала да се движи, да се крева нагоре. Туристот станувал се понервозен и понервозен, приближувајќи се до манастирот, а гледал долу каква е висина. И кога станал толку нервозен, не можел повеќе туристот да издржи, го прашува водичот. Колку често монахот ја менува сајлата на таа корпа? А водичот му рекол, секогаш кога ќе се скине. Дали тоа бил охрабрителен одговор за овој турист, почитувани? Кога ќе се скине, ќе ја смениме. Меѓутоа, ако се скине јажето, што ќе се случи со нив? Ќе загинат, ќе се отепат, ќе падне корпата, бидејќи тоа било голема висина. Гледате отприлика како изгледа овој манастир, на каква висина. Навистина, почитувани, времето кој ние го поминуваме, и тоа време што туристот го поминувал од земјата до манастирот, му представувал како вечност, зашто се плашел и кога добил таков чуден одговор, уште повеќе се уплашил. Ајде ние да размислуваме малку за тоа време. Времето знаеме дека е бесплатно. Времето е како еднонасочна улица. Еднаш поминуваш и никош повеќе не се враќаш по таа улица. Времето е како песочен часовник. Гледате овде нова фотографија. Песокта, значи, тече. Времето е како река, како вода. Таа вода никош повеќе не се враќа на изворот. Може да дојде друга вода и таа ќе тече по своето корито. Меѓутоа, времето е бесплатно и секој од нас го има на располагање. Постои една позната изрека, немаме што? Време. Сите велиме, немаме време. Но секој човек има на располагање исто количество на време. Еве сега, ќе зајде сонцето за негде 15-20 минути, околу 7 часот, 19 часот. И утре дента, утре навечер, повторно ќе зајде. Тие часови од 24 часа, период, сите ние ги добиваме, еднакво. Не може да каже некој ти имаш повеќе време, јас имам помалку време. Значи, имаме сите на располагање 60 секунди во минута, 60 минути во еден час, 24 часа во еден ден, 7 дена во седмицата и 52 седмици во годината. Гледате, тоа време ни е дадено на располагање на сите нас, но како ние ќе го користиме, тоа зависи од нас, како ќе го расподелиме.
Što ke pravime u te časovi, denovi, sedmici, što nam ni se podareni. Znači, seko ima ista količina na vreme na raspolaganje. No ta poznata izreka, nemame vreme. Сега ние живееме во овој 21. век. Имаме светски театар во ормарите, телевизор, компјутери. Значи, сега сме поврзани со интернет. Имаме автомобили со силна брзина. Имаме се што човек може да замисли. Може да поедиш во Скопје, да ручаш некаде во некој голем град во Европа и навечер да бидеш во Америка. Имаме такви суперсонични авиони. Луѓето се движаат, патуваат. Сепак постои нешто што ние немаме, а тоа е, велиме, немаме време. Ние немаме време за нашиот семејен живот и не ни преостанува ниту еден час повеќе. Ние немаме повеќе време ниту да се поздравиме еден со друг. Една песна вели немам време или немаме време. Но рековме на почетокот, времето е исто, уште во рајот, Адам и Ева што го добили од Бога. И денеска во овој 21. век исто е времето, од 24 часа на располагање дадено на секој од нас. Но сепак ние итаме на одмор на патишта без ограничување. Ние немаме време за мирување. Ние имаме само уште четврт час на време за смрт. И кога човекот ќе умре, има време. Ќе чека, како што вели пророкот, односно патриархот Јов, ќе чекам промена, додека не ми дојде нова стража. Се мисли да биде воскреснат и да отиде со Христа во вечноста. Зошто немаме време? Зарем седмицата не е составена од 7 дена, како што вели Библијата? Зарем Бог не благослови еден ден посебен за себе, а и за нас? Токму ние вечерва ќе го откриеме кој тој ден, што Бог си го бара назад, односно ни го подарува нам, во тој ден ние да бидеме во заедница со Него. Апаратите и машините кои штедат време и сила не можат да ги решат проблемите со времето. Има компјутери. Интересно, порано одевме на лекар и таму имаше картотека, сеќавате картони. И Петковски Петри, ќе го најде, тап, ќе запише, ајде оди на инекција, оди на лекар да те прегледа. Сега компјутери, па половина час чекаш да ти обработи таму. Еден документ, па трет, па нема струја, па паднал системот и пак немаме време. А компјутери на секој ќош. Интересно, се комплицираат работите, иако техниката оди напред со големи чекори. Апаратите и машините се дадени да ни го скратат времето, односно да го намалат времето. Ние сме навикнати, значи инстант, притисни копче, стави 20 денари, чаша ќе ти падне и ќе пиеш чај. И некои што пијат кафе и така натаму. И повторно велиме, немаме време. Кога ќе се скине сајлата, тогаш ние ќе го смениме времето, односно ќе смениме сајлата. Значи, кога ќе се скине сајлата, јажето, само тогаш се минувала корпата во тој манастир. Но, ако се скине некоја пружина или некој запченик во нашиот живот, што тогаш ќе се прекине јажето и не можеме ние повеќе да се обновиме. Да, корпата ќе обноват, ќе стават ново јаже, но ако се прекине твојот и мојот живот, повеќе не може никој тоа да го обнови. Кралицата Елизабета од Англија еве што кажала, би го дал целиот свој имот за еден миг од времето. А знаете колку е тоа миг? Намигни сокото, отвори го, затвори го. За толку би дала се што има кралицата, само да добие малку повеќе време. Но времето, рековме, не се враќа. Секој минут, секој час што ни е даден, треба правилно да го употребиме. Дали имаме време ние за свадба кога Бог ќе не покане? Еве да проследиме еден извештај од Библијата и да видиме Исус со што го споредува Царството Небесно. Небесното царство приличи на цар кој му направи свадба на сина си и ги испрати своите слуги и да ги повикаат повиканите на свадбата. Но што се случило со повиканите? Дали рекле, веднаш доаѓаме? Тие не сакаа да дојдат, а тие не се грижеа и си отидоа. Интересно, и денеска има луѓе кои ги одбиваат свадбените покани. Не мислам на обична свадба која ќе отидеме, некој не поканува. Има разни причини, луѓе некои не може да се одзвијат. Меѓутоа, на таа небесна свадба, ако ја одбиеме, тогаш ние си присудуваме самите, ние се престројуваме за живот, односно за смрт, за вечна смрт, што се вели. Овде вели во ова
приказна во овој настан, но тие не сакаа да дојдат. И така внимавајте грижливо како живеете, вели Павле. Не како немудри, туку како мудри. И сега ова е многу важно. Искушувајте го времето. Што значи тоа искушувајте го? Внимавајте на времето. Биете внимателни, зашто низ раце ќе ни протече и ќе речеме неаме време. Зашто дните се зли, зато не бидете неразумни, туку разберете што е Господовата волја. Дали ние внимаваме на времето? Не да внимаваме на улица кога треба да поминеме таму преку другата страна. Треба да се внимава, зашто има несовесни возачи. Во Скопје овој месец десетици луѓе загинаа, односно беа повредени на пешачките премини, што луѓето возат брзо. Значи не се почитуваат тие правила или луѓето не внимавале кога ја поминувале улицата. Овде станало збор за духовен смисол. Дали ние внимаваме на нашиот живот, како го живееме? Од што тоа зависи? Исус вели, Господовиот дух е на мене, зашто ме помаза и ме испрати да им проповедам на бедните, да ги исцелам скрушените по срце. Исус имал време, почитувани, за оно што е важно. Исус ги рангирал работите. Најважно, важно и поневажно. Значи, оно што е најважно треба да се стави на прво место. Исус вели, Господовиот дух беше со мене и ме испрати да проповедам на бедните, да ги исцелам скршените по срце. Господовиот дух е на мене, повторно, ме испрати. Исус бил испратен од Бога, од Отецот. Исус имал мисија на оваа земја. Која е била неговата мисија? Еве со црвени слова, букви овде, да проповедам на бедните, понатаму да ги исцелам. Гледате како вредослед Исус имал. Бил испратен и се одзвил на Божиот повик. Потоа одел да проповедам и ги исцелил луѓето, ги исцелувал физички. Господиот дух е на мене и ме помаза. Значи Исус знаел кој е тој. Исус ја знаел својата работа, Исус ја знаел својата мисија, зошто дошол на оваа земја. Дали ние знаеме што е најважно во нашиот живот, почитувани? Дали ние знаеме зошто постоиме? Дали знаеме зошто сме се родиле? Дали ја знаеме нашата цел? Колку време земам за тоа, за мојот живот? Не, и за физичкиот живот треба да одвоиме време. Секако да се храниме, да вежбаме, да работиме. Но и за нашиот духовен живот е многу поважно. Колку е растојанието помеѓу вистинскиот начин на живот и животниот став? Тоа се многу важни прашања. Еве го Исусовиот рецепт за успех. И веднаш ги натера своите ученици да влезат во коработ и да отидат порано на другата страна. Внимавајте сега. Да отидат порано. Зошто Исус ги терал да одат порано на страна? Еве што вели текстот. На другата страна кон Вицаида, додека тој го распушти народот и откако се прости со нив, од нив, отиде на гората да се помоли. Овде е успехот што Исус го имал. Овде е рецептот за Исусовата служба. Исус, иако бил Бог во тело, тој одвојувал време да се духовно храни, да ги духовно наполни своите батерии преку молитва. Често пати тој ги отпуштал луѓето и на учениците им вела, дојте сега настрана, да малце ние имаме време за себе, да малце да видиме кои сме, што сме, да се молиме на Отецот, да не наполни со нова сила, зашто наредниот ден повторно ги очекувало обврски, лечење, одење со луѓето, движење и проповедање. Им рече, дојдете вие сами на пусто место. Гледате, повторно Исус ги повикава на страна и починете си малку, зашто мнозина доаѓаат и си заминуваат и нема време ни да јадат. Гледате, ние велиме денеска, па немам време ни да јадам, што сум уморен или имам работа. И тогаш луѓето немале време дури да јадат. Истата лозинка и денес се употребува. Многу луѓе велат, толку сум вработен, толку имам работа, немам време да јадам. Еве од каде потекнува ова изјава. И вели, нема време, Марко тоа го запишал. Немале време учениците. Дури Исус е со нив. Немале време од работа. Ние би рекли, што работеле ученици? Само се шетале, му правили друштво на Исуса. Не, те имале своји обврски. Но Исус им вели, ајде, дојдете малце на пусто место. Дојдете малку на страна, да се одмориме. Зошто?
Луѓето доаѓаат и се заминуваат. Си ги задоволуваат своите потреби, а ние немаме време, овде вели текстот, ниту да јадеме. Тогаш ги отпушти мноштвата и дојде во куќата. И неговите ученици дојдо при него и рекоа: објасни ни ја параболата за каколот на нивата. А тој им одговори и рече: сејачот на доброто семе е синот човечки. Исус често пати давал многу проповеди. Проповедал во приказни, во параболи. И понекогаш не ги разбирале тие пораки, не само луѓето, дури и учениците. И сега Исус зел време и за себе, и за учениците да ми објасни што значи таа парабола. Исус ја објаснува. Подоста ние ќе видиме во самиот извештај. Божите дарови почитувани за човекот се спасението на број 1, а потоа времето. Тие се Божи подароци. Значи, спасението е дар од Бога, но и времето. Од каде потекнува времето? Времето потекнува од самото создавање. Значи, кога Бог го создал човекот, му подарил и време. Му подарил еден ден, посебен ден, да биде со него, да биде во контакт, во заедница, во друштво, што би се рекло. Еве, ова слика ни укажува на создавањето. Значи, првиот ден, вториот, третиот, четвртиот, петиот, шестиот и овде го гледаме круната. Човекот бил создаден, значи, во шестиот ден и секако дел од животните. Како и да е, тоа било посебно време кога Адам и Ева се сретнале. Замислете таа средба како девојка и момче, кои се среќаваат, се милуваат, шепотат, разговарат. Адам бил најсреќниот човек на планетата. Иако пред неколку часови бил несреќен, бил жалостен бидејќи ги видел животите како имат парови, а Адам нема. И затоа Бог рекол: ајде да му создадеме другарка. Во прва Мојсеева, ако читаме сега, ради времето нема се да читаме, но само да се подсетиме што пишува во прва Мојсеева, 2 глава од 1 до 3. Многу важни текстови. Тоа е поврзано со самото создавање на нашата земја. И така беа довршени небото и земјата со сето свое воинство. И внимавајте сега, и на 7-миот ден Бог ги заврши своите дела што ги направи и се одмори во 7-миот ден од сите своји дела што ги направи. И сега Бог го благослови 7-миот ден. Ние подосна ќе видиме кој тој 7-ми ден. Зашто многу луѓе се бунат и вели: овде не пишува дека е сабот или недела. 7-ми ден, од кај да знаеме кој е 7-миот ден? Но малце подосна тоа ќе го откриеме врз основа на Новиот Завет. И текстот вели: а го освети, значи го благослови и го освети, зашто во него се одмори од своите дела, сите своји дела кои ги создаде Бог и ги направи. Значи ова е текстот извештајот за создавањето. И на крајот од тоа создавање, текстот вели: Бог се одморил понатаму. Значи тој се одморил. Едноставно, го благослови тој ден. Не само што се одморил, рековме, му дава благослов на 7-миот ден. Не на останатите 6 дена, туку на 7-миот ден. И трето, што е многу важно, го посветил. Зборот посветил значи нешто одвоено, нешто посветено, нешто се користи во посебни цели. Како дома што имаме, например, посебни ножеви или посебни танири или посебни елементи кои се стават кога ќе дојдат посебни гости. Така ли? Секој ден не користиме некои чини, некои танири. Него посебни се тие на страна. Замислете, тој ден е посебен. Значи 7-миот ден е посебен и тој ден е посветен на човекот, на тебе и на мене. И сега, еве, кој тој 7-миот ден, тој Исус ки ни го каже вечерва. И им рече: саботата е воспоставена заради човекот, а не човекот заради саботата. Така човечкиот син е господар и на саботата. Значи саботата не спасува како спасение, него таа не води кон Спасителот, кон Христа и ни го открива патот кој треба да го следиме. Саботата е повеќе отколку само одмор од 24 часа. Ние може да одмараме и во среда 24 часа. Можеме и во вторник и во понеделник, но не е тој ден посветен. Посветен е, рековме, 7-миот ден. Тој е посебна димензија на однос и љубов кон Бога. Значи едноставно нешто посебно. Споменик на создавањето и знак на
идентитет. Што значи тоа идентитет? Секој од нас има свој идентитет. Кога одиш на улица и доаѓа полицајец или господине, дај ја вашата, што? Лична карта. Зошто ви ја бара? Да видите кој сте, да види кој сте вие, вашиот идентитет, таму пишува име и презиме, матичен број и така натаму. Тој матичен број го нема друг во Македонија. Или даваме отисок на прстот, нашиот идентитет, тој е нашата личност, а тој е всушност и саботата го има, како седми ден. Кој сум јас, почитувани? Дали ние знаеме? Од каде сме ние? Зошто сме овде на оваа земја? Еве што се случило во шестиот ден. Бог, Исус Христос, го обликува, нова мала фотографија овде лево. Исус, гледате, се наведнува, го прави Адама од земја. Од земја. Сето друго било создавано со збор. Нека биде цвеќе, трева, и тоа се случувало. Кога требало се создаде човекот, нешто посебно, интелигентно суштество, Бог, односно Исус Христос, зема земја, кал, и го прави човекот како макета. Исус имал очи, имал раце, но не функционирале. Се до оној миг кога Исус, односно Бог, не му вдахнал животен здив. И човекот станува душа жива. Човекот добива слободна волја. Како ќе го користи својот живот, како ќе го користи своето време. Нашиот Создател, кој е полн со љубов, не повикува да имаме посебна заедница со Него. А тоа ќе го направиме секој ден, но посебно во седмиот ден. Посебно во седмиот ден, а седмиот ден е саботата. Љубовта бара слободна волја. Љубовта копне за односи. Рековме како што младите таа љубов ја искажуваат со допири, со дружење, во разговор. Исус, Бог, сака и со нас да воспостави една посебна конекција, една посебна врска, посебно во саботата, како ден на заедница, ден на љубов и грижа. На жалост, гревот ја прекинал таа комуникација во почетокот. Кога Адам и Ева погрешили, тие се сокриле. Бог морал да најде нов начин на комуникација. Кога ги побарал, тие биле таму позади грмушката. Но Бог повторно ги вика. Кога човекот сгрешил, гледате, едноставно како да се ставил самиот во кафес, се изолирал, но Бог го повикува. Бог не сака. Бог ги сака ближните, Бог ја сака природата, Бог те сака тебе и мене. И таа љубов Божја е преточена во 10 правила, во 10 реченици, а тоа се оние 10 свети заповеди кои биле дадени токму на ова планина, на планината Синај. Тука бил повикан Мојсей од страна на Бога и 40 дена Мојсей престојувал горе, во непосредна близина со Бога. И самото присуство придонело да Мојсей биде подруг кога се симнал доле. Таа слава Божја толку се впила во неговото тело, што тој морал да стави покривало, зашто луѓето не може да го гледаат. Но да се вратиме сега на 10 заповеди. Овие се 10 свети правила. Мојот однос со Бога, првите 4 и останатите 6, мојот однос со ближните. Значи, тоа ги регулира односите Бог, човек со човек. 10 зборови на Божја љубов. И затоа, љубов кон Бога, љубов кон самите себе, љубов кон ближните. Тоа е тај триаголник. Ако ги следиме тие Божји заповеди, ќе имаме доволно време за себе, ќе имаме доволно време за ближните, ќе имаме доволно време и за Бога. Тоа е така регулирано, така од Бога, на еден убав начин воспоставено, што никој не би рекол немам време. Туку би ги следел Божите упатства и совети. И затоа Исус вели, ако ме љубите, ако ме сакате, ако ме почитувате, држете ги моите заповеди. На друго место писателот вели, а моите заповеди не се тешки, зашто ако ги држиме од љубов, тоа ќе биде сосема подруго. Со сила ништо не бива. И затоа рековме на почетокот, односно пред малце, дека ние имаме слободна волја, да ја вклучиме волјата слободна. Со сила Бог ништо не бара. И затоа рековме на таму, на Синај, биле дадени тие 10 свети заповеди. Во втора книга Мојсеева, овде во Светото писмо, во 20 глава, ги имаме
тие 10 свети правила што Бог му ги дал на Мојсе. Ако ја читате 19 глава, ќе добиеме еден извештај што се случувало пред да бидат напишани 10 заповеди. Бог ги пишувал со својот прст. Овде каква подготовка треба да направат израелците? Па самиот Мојсей. Целата планина се тресеше силно. Звукот на трубата стануваше се посилен. Мојсей зборуваше, Господ му одговараше со глас. Господ слезе на Синајската гора, на врвот, и Господ го повика Мојсей на врвот на гората. Читајте ја таа глава вечерва, ќе видите што се случувало пред да бидат изговорени и дадени тие свети Божи заповеди. Не мислите дека дојдов да ги поништам законот или пророците. Има луѓе денеска кои велат, не важи законот повеќе. Исус ги исполнил. И ние денеска сме под Божјата капа на љубовта. Тамо кај што вели, люби го ближниот и люби го Господа. Тоа е доволно. Некои го цитират тој текст и велат, на тие две заповеди виси се. Тие се важните. Не е точно. Тие се важни. Люби го Бога, тоа се 4, рековме, така? И люби ги ближните, останатите 6. Еве, ако ги држиме и тие две, како што треба, тогаш ние ќе го исполниме целиот Божи закон. Исус вели, не мислите дека дојдов да ги поништам законот или пророците. Зошто се спомнуваат пророците? Па затоа што пророците зборуваат за Христа, пророците зборуваат за Бога, пророците ја откриват иднината. Исус вели, не дојдов јас да ги негирам или да ги поништам, туку дојдов да ги исполнам. Значи, она што пишува во пророштвата, она што е најавено 600, 700, 800 години пред да се Христос роди, Исус вели, јас дојдов тоа да го исполнам. Зашто вистина ви велам, додека не поминат небото и земјата, ниту најмала буква, ни цртичка. Знаете, во еврејската азбука постои една буква јота, многу мала. Ни таа цртичка, како кај на запирка што е, или точка, нема вели да поминат. Неке ја снема од законот, додека не се збидне се. Што значи, Исус дошол да го обнови тоа што било запустено во минатото, згазено, понизено, и така кој ќе наруши едно од овие најмали заповеди, и така ќе ги научи луѓето, ќе биде наречен најмал во Царството Небесно, а кој ги држи и поучува, ќе биде наречен голем во Царството Небесно. И затоа, ајде да си поставиме вечерва неколку важни прашања. Дали ќе бидеме спасени ако ја држиме саботата? Не. Саботата не спасува да бидеме начисто. Реков веќе еднаш. Саботата како ден не спасува. Но, второто прашање. Дали ќе бидеме изгубени ако свесно ги кршиме Божите заповеди? Да. Зашто кој ги пази целиот закон, а се сопне само во едно, станува виновен за се, вели Библијата. Значи, сабота како ден не спасува, но саботата не носи кон Христа. Тој ни простува. Значи, Бог ни простува. Тој се зазима за нас. Христос вели, Отче, Татко, мојата крв, мојата правда нека биде негова. Тоа дете сгрешило, секој од нас може да сгреши. Но ако се покајаме, дојдеме кај Христа, тој ќе не насочи кон Бога и ние добиваме прошка. Исус, еве што вели, Исус не е наш пример. Лука вака вели, и дојде во Назарет, каде што беше пораснал. Влезе во саботен ден во синагогата според својот обичај и стана да чита. Интересно, што Исус читал? Ако ја читаме Лука, 23 глава, ќе видите тамо дека текстот пишува Исус читал од пророштвата, од Стариот Завет, од книгата на пророк Исаија. И затоа овде ние вечерва ќе го откриеме кој е тој седмиот ден. Рековме во 1 Мојсеева 2 глава, читавме дека седмиот ден Исус Бог го посветил, го одвоил, го благослови и така натаму. Ајде да видиме кога Исус бил фатен, односно раснат. Библијата вели дека Исус бил фатен во петок. Тоа го читат сите верски заедници и го тврдат врз основа на 4 евангелија. Ден на подготовка, значи Велики петок. Исус бил раснат во петок. Тој е ден кај што евреите вршеле подготовка, се приготвувале за саботата, за саботниот ден. Понатаму,
Сабота евреите ја славеле како ден на одмор. Сабота. Првиот ден во седмицата, Библијата вели Исус воскреснал. Кој е првиот ден во седмицата? Според Библијата, недела е. Ако читаме во 4 Евангелија, тамо некаде при крајот на сите тие Евангелии, ќе видиме дека велат дека Исус воскресна во првиот ден на седмицата, а тоа е неделата. Еве, овде вели, а по сабота на осамнување на првиот седмичен ден, дојдо Марија и Магдалена да го видат гробот. Значи, саботата поминала и во првиот ден во седмицата. Првиот ден во седмицата не е понеделник почитувани, како денеска во нашите календари. Ако читате во овие светски календари, пишува прв ден во седмицата е понеделник. Не е точно. Тие календари не се исправни. Според Библијата, првиот ден во седмицата е неделата. Тој седмичен циклус покажува кој е седмиот ден. Ако броиме, значи од еден, од недела, понеделник, вторник, среда, четврток, петок, доаѓаме до сабота како седми ден. Саботата е седми ден. Како да ги вртиме работите? Како да ги анализираме? Саботата е, значи, тој среда е средниот ден во седмицата и доаѓаме ние до сабота. Ајде да споменеме на неколку јазици како се изговара седмиот ден. Саботата на 108 јазици, например, се споменува во разни јазици, на 108 јазици. Еве, например, португалски и шпански сабадо, сабадо. Руски субота, нешто слично како српски, така. Бугарски шубата, арапски асабт. Ние го велиме сабот. Значи, во 108 јазици зборот шабат, сабат ќе се спомне за сабот. Како и на еврејски шабат, што значи одмор. И сега, овој текстот што Исус го читал, кога бил во храмот, во Иерусалим, кога Исус бил на ова земја, ако ја воздржиш ногата за да не ја изгазиш саботата и да не вршиш работи во светиот ден, значи во сабота не треба да работиме, почитувани. Во саботата мируваме 24 часа, од зајди сонце до сабота вечер, тогаш мируваме. Сите земни активности престануваат. Тогаш ние одмараме физички, одиме во молитвениот дом, го славиме Господа, се одмараме во прошетка, правиме посета на болни или едни на други и повторно во црква и се молиме. Овде вели, наречеш ли ја саботата милина и чесен ден од посветен на Господа, почитуваш ли го откажувајќи се од пат, од занимање со работа и од празни зборувања. Во сабота не смеме вицеви да кажуваме. Во сабота не читаме весници, не гледаме обична телевизија. Значи, празни разговори не правиме. Тогаш ќе ја најдеш својата радост во Господа и јас ќе те изведам да уживаш во наследството на твојот татко. Тоа се насоки, почитувани, не се тоа забрани. Тоа се насоки, тоа се братски, татковски совети, кои ни Бог ни ги дава да знаеме како да се однесуваме во седмиот ден во саботата. Зашто, како што новата небеса и новата земја, што ќе ги создадам, а пишува во Откровение 22 глава, 21 глава, дека Бог ќе создаде ново небо, нова земја, зашто оваа земја е загадена. Постојат според Библијата 3 неба, 3 нивоа на неба. И ова првото небо е загадено. Бог ќе го обнови, ќе создаде ново небо, ќе создаде нова земја, ќе обнови оваа грешна, загадена планета. И затоа вели, ќе траат пред мене Слово Господово, така ќе ви траат името и потомството. Од нова месечина до нова месечина, од сабота до сабота. Гледате, секое тело ќе доаѓа, овде вели, за да се поклони пред моето лице, говори Господ. На новата земја, почитувани, нема да се слави првиот ден неделата, ниту среда, ниту четврток, ниту петок, како што некои го слават. Ќе се слави, ќе го обожават Бога во седмиот ден, во саботата. Како што денеска една група на оваа земја, која брои преку 20 милиони, луѓе кои искрено го следат Христа и во денот, не само во другите точки што Библија да ги кажува, туку и во денот,
Затоа саботата се нарекува и знак. Знак. Знаете, кога бевме во војска, кога чувавме стража, и пред да отидеме на стража, разводникот или капетан, што му даваше на стражарите? Лозинка и одзив. Значи капетанот, односно разводникот или водникот, ја води новата група, таму стои стражар и тој вели кој е? А разводникот или водникот вели размена стража. Кој е? Лозинка. И тој му вели Скопје. А тој му одговара Струмица. Тоа е договор, тоа се само зборови што тие ги знаат. И тогаш се прави размена на стражата. Саботата е знак, почитувани, печат Божи, по кој ќе ги препознае Бог своите верни, кога Исус наскоро ќе дојде на оваа земја. Ајде да наброиме при крајот на ова размислување неколку важни причини за светкување на саботата. Зошто саботата е важна? Рековме, не спасува, но од друга гледна точка е важна саботата. Таа не води директно кај Христа и не води директно во спасението. Саботата ме подсетува на тоа кој сум јас, дека јас не сум мајмун, односно од мајмун, дека ја не сум од водоземци, од гмизавци и на крајот од човеколики мајмун. Не, саботата ме подсетува дека јас сум создадено суштество, дека Бог ме создал на налик на себе. Како ние што личиме на нашите родители, така човештвото личи на Бога, на својот татко. Саботата ме подсетува од каде сум, дека ние сме од рајот, дека првиот човек и првата жена потекнуваат од рајот. Саботата ме одвојува од секојдневницата. Значи 6 дена работи, 7-миот вели одмарај, посвети го на Господа. Физички ќе се одмориш, психички, а духовно ќе се храниш, ќе растеш во верата. Саботата ми подарува време за духовно размислување. Рековме, немаме време, но саботата е посебно време, кај што може да читаме, да проучуваме повеќе, да се молиме повеќе, да бидеме во заедница со Бога повеќе. Саботата ми подарува време за духовно размислување, а јас би додал овде и за духовно растење. Понатаму, саботата ми покажува пат за оно што е важно. Значи, саботата ми ги открива многу важни работи кои се потребни за моето духовно обстојување. Пето, саботата ми подарува заедница со Бога. Значи, тоа е едно посебно време, кога Бог сака да биде насамо со тебе и со мене. Ние доаѓаме во црква во сабота, се молиме, кажуваме искуства, сето тоа е добро, но саботата ни подарува лична заедница на секого поединачно. Шесто, саботата ми возможува растење во верата. И седмо, саботата ми подарува заедница со другите. Осмо, саботата ми подарува сигурност на спасението. Гледате колко е важна саботата. И затоа оние луѓе во овој свет кои не ја држат саботата, овие 8 точки ги немаат и тие се осакатени, тие се осиромашени, тие се уназадени во својата вера, зашто држат погрешен ден, зашто држат нешто што не е благословено, почитуваат нешто што не е одвоено, нешто што него Господ посветил. Седмиот ден е, еве што кажал овој преведувач на Библијата, Јорг Зинк, теолог. Седмиот ден е најгенијална мисла на историјата на овој свет. Тој упатува на тоа како треба човекот да живее, доколку сака да живее во склоп со намерите на Создателот што ги има за него. Прекрасно кажано. Седмиот ден е најгенијална мисла на историјата на овој свет. Секако таа генијална мисла не е производ на човек, туку на самиот Бог, зашто и Бог го создал времето, Бог е создал седмицата. Седмицата единствено потекнува од рајот, почитувани. Месецот знаеме, годината знаеме како ротират, меѓутоа седмицата потекнува од самиот рај. Мојот Создател, мојот Спасител, мојот Господар, тоа е се вткаено во седмиот ден. Дали сакаме да му покажеме на Исуса дека сме навистина заинтересирани за еден таков однос? Ако сме навистина заинтересирани, почитувани, ајде тогаш да го прифатиме седмиот ден. Може би вие кои не гледате и слушате, досега сте држале погрешен ден, може не сте знаеле, но при ова размислување добив информација дека седмиот ден е саботата, од Бога благословен, излегува од рајот,
и многу важен за човештвото, за генерацијата која ќе живее пред Христовото доаѓање. Ако сакам Исус да не препознае, како што стражот го препознава другиот стражот кој треба да го замени, преку лозинката, преку одзивот, ајде тогаш да ја прифатиме ова лозинка, овој печат, овој знак Божи, саботата. Зашто преку саботата ние дознаваме кој е нашиот Создател, кој е нашиот Спасител и кој е нашиот Господар. Нека Господ навистина ни помогне во тоа. А тој му рече, еден човек приготви голема вечера и повика мнозина, а кога беше време за вечера, го испрати својот слуга да им рече на повиканите, дојдете, зашто веќе е се готово. Уште малце ќе се затвори вратата. Уште малце повикот ќе го слушаме, но ќе рече Исус, кој влезе, влезе, затворете ја вратата. Вечерва Исус има искрен повик почитувани кон сите нас. Дали ќе се одзвиеме на неговиот повик или ќе останеме неми, ќе ги затвориме своите уши и имаме слободна волја, но последиците на нашата одлука самите ќе ги сносиме. Божја намера е, Божја волја е да ние вечерва се одзвиеме на неговата покана, да ја прифатиме поканата за таа небесна вечера, кај што се е приготвено, само да дојдат повиканите. Дојдете, зашто веќе е се готово. Исус не повикува на еден убав празник, секоја седмица, секоја сабота, покана на празник, на заедништво со Него и со своите деца. Замислете, таму ќе биде Аврам, таму ќе биде Јов, таму ќе го видиме Данило, Мојсей, Илија кој е веќе на небото, Енох, плејада на патриарси пророци, плејада на луѓе кои ги дале своите животи во средниот век, тие ќе се најдат таму во групата на спасените. Таму на таа долга маса, покриена со бел чаршав, ќе има едно столче и за тебе резервирано. Но ако денеска не се одзвиеме на Божиот повик, ако денеска речеме благодарам Боже, не ми треба, тоа ќе остане празно или некој друг ќе го заземе. Друг ќе го заземе. Зошто да не се најдеме почитувани со Бога, со Христа, на овој убав празник, уште денеска да се навикнеме, секој седмичен ден, секоја сабота, да дојдеме на рандеву, на средба, со нашиот Бог, со нашиот Спасител, со нашиот Христос. Покана за празник на заедништво е се уште отворена. Поканата се уште е отворена. За тебе и за мене. Дали ќе ја прифатиме или не. Понекогаш ние мислиме дека немаме пари, дека сме сиромашни. Понекогаш мислиме дека ние сме отфрли на маргините на општеството. Што се случило со еден човек? Еве, на самиот крај ќе завршиме со оваа кратка приказна. Таму во минатото, додека се уште немало авиони кои летале преку океан, со што луѓето патувале? Со бродови. Тоа се тие прекоокеански бродови. Еден човек од Европа сакал да замине за Америка. Бил доста сиромашен, но имал цел. Сакал по секоја цена да отиде во Америка. И така штедел пари за бродска карта. Секој денар го тргал на страна, за да заштеди што повеќе. И кога заштедил доволно пари за карта, отишол, купил карта за првиот брод, кој ќе патува од Европа за Америка. Конечно, ја имал картата во джеп. Се качил на бродот. Интересно, кога влегол во бродот, си го зазел местото, но парите што ги имал, ги чувал, толку штедел само да преживее. Купувал храна толку. Меѓутоа, бидејќи патувале со месеци до Америка, ги потрошил парите и повеќе немал што да купува. Се сетил да проси. На бродот имал стотици и илјадници луѓе. И така, додека се движел, станал сомнителен на одговорните кои се грижиле во бродот. Поминало неколку седмици, скоро месец дена, Америка бил уште далеко, а парите скоро ги потрошил за храна. Пошел да проси и кога посадата на бродот го примитил како сомнителна личност. Бил повикан од страна на капетанот во неговата канцеларија
и бил сослушан. Го прашале, кој си ти, од каде си, имаш ли карта? Човекот ја извадил картата од джебот и ја покажал. Капетенот ја гледал во него, гледал во картата, гледал во него, гледал во картата и потоа, знаете што му рекол? Му ја вратил картата на човекот и му кажал, Господине, во цената на картата е платена и вашата храна. Додека вие патувате до Америка, можете слободно да јадете каква сакате храна која се служи на бродот. А тој јадниот што правил? Ги потрошил своите пари и гладувал, мислејќи дека не е платена и храната кога е купил картата. Почитувани, нашата карта за небото исто така е платено се во неа. Се е платено. Само наше е да влеземе во тој небесен брод. Да влеземе во тој небесен брод, да се одзвиеме на поканата Божја, кој вели, дојдете кај мене сите кои сте умори натоварени, јас ќе ве носам. Не мора се криеме, не мора да просиме како овој човек на бродот. Се е платено. Кој платил за нас? Исус на крстот ги раширил своите раце, ја платил таа голема откупнина со својот живот, со својата крв, ти и јас да живееме. И затоа Исус не повикува на еден убав празник, секоја седмица, секоја сабота, тој посебен подарок со цел за остварување на заедница со нас, луѓето. Дојди и прифати ја поканата. Господ нека ни помогне да го тоа сториме вечерва, да ја прифатиме поканата и со таа покана, со таа карта, нам ни е обезбеден небесен лет не за Америка, туку за новиот Ерусалим, за новата земја, за новото небо. Господ да не благослови. Амин.